Во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, ЕВН во соработка со градот Скопје го означи почетокот на градбата на полигонот за тренинг на електромонтери и електротехничари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека полигонот ќе им помогне на учениците наместо практичната настава да ја изведуваат надвор од училиштето во разни компании, тоа да го направат овде. Исто така, преку овој проект на учениците им се овозможува да се здобијат со стручност и компетенции, преку кои ќе им се отвори можност да се вработат во ЕВН откако ќе го завршат школувањето. Овој полигон кој што ќе овозможи непречен развој на кадар на електричари, енергетичари на енергетски системи. Наша заложба, моја заложба е ваков тип на едукација во средните училишта во Скопје да стане пракса, бидејќи на овој начин овозможуваме децата непосредно по завршувањето на своето образование на високо ниво на образованост и на едукација да можат да бидат присутни на пазарот на трудот и зошто да не, да бидат вработени и во ЕВН, да бидат вработени во некоја друга енергетска компанија. Моја заложба, наша заложба е да на децата им овозможиме квалитетно образование, на пазарот на трудот да бидат високо вреднувани и конечно својата иднина да ја бараат овде во Македонија, а не по европските земји. Шилегов се заблагодари на ЕВН Македонија која го почна овој проект и го надградува секоја година. Град Скопје ќе продолжи да поддржува вакви проекти со кои младите жители на Скопје ќе можат успешно да работат на својот личен и професионален развој, додаде Шилегов. Председателот на управниот одбор на ЕВН Македонија Штефан Петер нагласи дека со ова учениците ќе можат да научат нешто што ќе можат да го користат понатаму во животот, а училиштето Михајло Пупин тоа го прави различно од било кое друго средно училиште. Петер објасни дека системот се состои од 3 нивоа. Во првото ниво ќе треба учениците да ја научат теоријата за безбедноста при работа. Во второто ниво е кога треба практично да ги научат работите и токму затоа се прави овој полигон, и третото ниво е излегувањето на терен на вистинската работа со монтерите на ЕВН, кои со нивната подготвеност може да бидат и добри ментори на терен на овие деца. And after these 3 stages, а базирано на ново искуство кое го имаме и од Австрија, каде што веќе да кажам обучивме 10.000 студенти на овој начин и после од кога ќе завршат еден ваков образовен процес, тие ќе се работат во ЕВН или во било која друга енергетска компанија и ќе добијат плата уште од првиот ден по завршувањето на училиштето. А со тоа отвораме можност на овие деца да останат во земјата и да најдат работа што ќе ги одржи тука и да просперираат, односно заедно да придонесат кон земја. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин Димитар Ѓорѓиев рече дека овој полигон ќе им овозможи на учениците да имаат поквалитетна практична настава, ќе излезат на терен и ќе работат како во реални услови за работа. Ѓорѓиев додаде дека радува фактот што од година во година се зголемува интересот за оваа професија. Интересот е се поголем. Оваа година, во прва година се запишани 21 ученик, додека во втора година има 2 класа, тоа се негде околу 34 ученика, со тоа што се надеваме дека со добра промоција на училиштето, со огромна поддршка како што ја добиваме од страна на Министерството на градот Скопје, на компанијата ЕВН, се надеваме дека оваа учебна, односно наредната 19-20 година ќе запишеме 3 паралелки во овој профил. Министерот за образование Арбен Адеми рече дека Министерството се залага за што повеќе да се применува концептот на дуално образование. Тој концепт, како што додаде, започна со имплементација токму со компанијата ЕВН и е во насока да има кадар кој ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот.